Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е Законот за јавно-приватно партнерство. Овој закон го отвараме повеќе пати во текот на краток период, меѓутоа некои дилеми повторно остануваат во текстот на законот, иако морам да кажам дека е поприлично краток законот. Имено и на самата Комисија за економија зборевме дека не е потенцирано на кого се однесува, односно на кој субјект се однесува овој закон, што е во некој мери и оправдано, затоа што генерално не можеме да носиме закони за одредени субјекти, меѓутоа останува опасноста овој закон, иако генерално знаеме дека се носи за средствата пренаменети од ТАФ, опасноста да се искористи и за други закони. Односно, тоа експлицитно не е наведено во законот, меѓутоа се надевам дека ќе немаме ваква пракса, затоа што тогаш немаме да имаме увид во евентуално во кој насоки би одел законот, што генерално не е фер, како да кажам. Меѓутоа, кога нешто ќе донесете закон и не наведете за кој се однесува тој закон, тогаш тоа е општа одредба и може да важи за сите јавно-приватни партнерства во државата, што не би требало да биде случај, односно тие што земале ваква одговорност према државата во други случаеви надвор од ТАФ, да си ги исполнуваат ревносно своите обврски кон државата. Немам увид за такви ситуации, колку се, какви се на број, меѓутоа во секој случај сакам тоа да го коментирам, за да биде јасно да не се случи несакани последици. Генерално проектот ТАФ некаде е помеѓу 50 и 60 милиони евра, обврска на аеродромот кој требаше да гради карго аеродром во Штип, меѓутоа оценка на оваа влада е дека тој проект се суспендира и сега парите се пренаменуваат за проекти од интерес на општините, за кои соодветно општините конкурираат на ова условно барање на владата да се произнесат за потреби од такви проекти од општи интерес, додека остатокот од парите се наведува во еден од членовите дека ќе оди за потребите на ОХИС и таму расчистување на некои од недостатоците, односно за еколошки проекти. Како и да е, законот ќе помине затоа што е во интерес на општините, затоа што веќе кога се донела таа одлука за пренамена на средства, тие средства час поскоро треба да се истрошат, меѓутоа тоа што кај мене вака побудува малце интерес е тоа што брзоплето се направени овие проекти и на некој начин Собранието сега е принудено на два пати да го пролонгира рокот и условите на кој начин тие проекти ќе се изведуваат, што не става во ситуација Собранието да носи анекси, односно да дополнување на законот, за да овие работи ги испегламе, за да не се случат пак несакани действија во правниот поредок, односно да не ставиме во незгодна ситуација и самото Министерство за економија и барателите на услуги во однос на овие проекти, тоа пред се општините и ОХИС нормално. Се надевам дека конечно овој закон ќе биде со ово допуна финиширан, дека проектите веќе се испеглани, доработени како што треба, за да можат да го видат крајниот ефект, односно нели што викаме народски бел ден да видат и граѓаните да ги искористат бенефитите на овој проект, што во секој случај, кога веќе не го градиме аеродромот, тогаш барем бенефит да видат граѓаните, средствата се резервирани како такви во односот помеѓу државата и ТАФ и час поскоро искористувањето на истите е само плюс за
македонската економија, за буџетот, за GDP-то и така натаму и така натаму. Секоја градба во државата ние ќе ја поддржиме, затоа што на краишта носи бенефит за граѓаните, односно се раздвижува градежниот сектор, се раздвижува економијата, а пред се граѓаните ќе видат свој бенефит. Не би должел повеќе, во секој случај ќе го поддржиме законот. Благодарам.